знаеме ли какво месо јадеме? Па по укажувањата од надлежната институција Агенција за храна и ветеринарство, од страна на домашните производители е месото сигурно испитано и здраво да се јаде, додека тоа што го гледаме во последниот период како се фаќаат канали на шверцано месо, месо со поминат рок, месо со прештампан рок на употреба. Тука би надоврзал дека ние сме една од ретките држави не во Европа, него во светот што јаде домашно, свежо и се уште природно хрането, бар за свинско месо зборам, и телешкото тоа што ќе се произведе, бидејќи... А сметате дека до крајниот потрошувач стигнува точно како што е, или има и други начини како тоа да биде посвежо, или се додава други работи во него? Значи, патот на месото од фарма, кланица, ладење, па преоѓа во месара. Тој пат е исконтролиран од страна на надлежен инспектор од Агенција за храна и ветеринарство, официјален ветеринар, како на фармата, така и во кланицата, па и до крајниот поддржуваш. Тука би се вратил на темата, би кажал дека Република Македонија е потписник на многу трговски организации, од кои најпознатата е ЦЕФТА. И тука исто така би надоврзал дека ние знаеме што бараме. Да, точно, прво домашното да се продаде, па потоа да се увезе странското. Ама сепак со тоа што ние го бараме, се уште до сега не се одважил ниту еден министер да каже да, во право сте. Доаѓаме до момент каде што од многу државата од година во година почнува да станува увозно зависно од многу продукти, почнувајќи од млекото, млечните производи, како и месото за преработка прва, втора, трета категорија што влегува. Како сектор свињарство целиме веќе го покриваме преработувачкиот капацитет на државата со 20%, се надеваме во следните 5-7 години да стигнеме 40 до 60%, добро иде, сега за сега.